civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Јас ќе ја представам организацијата од која што доаѓам од Кратово, тоа е Сдружение Извор, кое е оформено и постои од 2002 година. По својата дејност и програма ги има офатено заштитата и унапредувањето на животната средина, искористување на природните реткости и одржливо управување со заштитени подрачја. Во моментот сме дел од управувањето на локалитетот Камени кухли, кој е заштитено подрачје во категоријата споменик на природата, и таму сме присутни повеќе од 15 години. Со своји проекти до сега имаме реализирано доста активности од инфраструктурата, уредувањето внатрешно, изградбата на еден информативен центар кој беше финансиран по наш проект од UNDP во соработка со Министерството за животна средина. Исто така изработивме една научна студија, имаше истражување кое УНЕСКО го финансираше, работе експерти, доктори на науки од геоморфологијата и други природни науки, и така ние сиве овие години се залагаме да тој локалитет како заштитено подрачје прерасне во една голема туристичка атракција. Би сакал сега да напоменам и една ситуација која што се случува последниве неколку години од 2019 наваму. Станува збор за големо недоразбирање помеѓу локалната самоуправа и нашето здружение во однос на управувањето, за кое што нешто имавме до сега и обструкција од страна на градоначалникот, што за жал наместо помош и заедничко делување и соработка најдовме на, не знам зошто, прашалникот е и во Министерството за животна средина, обструкција за понатамошно управување. Тоа се должи на законот за прогласување на локалитетот споменик на природата, кај што децидно стои дека градоначалникот во име на општината треба да воспостави чуварска служба и треба да се грижи за заштитата на самиот локалитет, што тоа до сега не се случи. Напротив, и за жал пак имавме еден пожар во кој изгоре еден објект, финансиран беше од Европската унија, од ИПА програмата за меѓугранична соработка со Бугарија, по наш проект исто така. И еве можноста сега да позборуваме поотворено и да ги лоцираме оние проблеми и недостатоци кои што претходните соговорници тука ги изнесоа. Зошто локалната власт, па и понатаму повисоките органи, не го слушат гласот на граѓанскиот сектор. Каде е проблемот? Бидејќи јас, како што знам, веќе 20 години сум присутен во овој сектор и мислам дека граѓанските организации се бесплатен сервис на општините и на повисоките структури на власта. Па апелирам и сега на едно разбирање понатамошно, дали со новото назначување на локалната власт, че имаме заедничка соработка во правец на унапредување на интересите на локалната заедница и воопшто на нашето општество. С тоа што сите проекти кои ги препознаа меѓународните институции, да речеме, Светска банка, Европска унија, UNDP, УНЕСКО и така натаму да не бројам, знаат, ги познаваат и ги гледаат нашите вредности, а имаме сопки на локално ниво. Прашањето, не знам кој ќе го одговори, меѓутоа мислам дека најсериозно треба да размислиме сите и да реагираме бучно, гласно и отворено, транспарентно, да еднаш се престане со тоа. Да еднаш
самите институции си го почитуваат законот. Не го почитуваат законот. По наши представки, по наши дописи, барања до највисоките структури на власта да се преземе мерка, нема реакција. Во што е работава? Се прашуваме, може би, еден мал проблем е локалитетот Куклица, меѓутоа, најверојатно тоа е одраз и на поголеми случувања. Така да, во овој момент, исто така сакам да нагласам дека ние ќе се бориме до крај, ќе продолжиме со нашата визија и мисија, секогаш да стоиме страната на интересите на граѓаните и на локалната заедница воопшто и бидејќи ние сме неминовно поврзани и со целите стратешки кои се донесени од страна на Министерството за животна средина. Јас би рекол дека навистина имаме подготвени, односно Министерството има подготвено идеални стратешки програми и приоритети кои што треба да се имплементираат во реалноста. Но тоа не се случува. Па би сакал уште еднаш да апелирам, нека локалната власт малку подразмисли понатаму, како ќе продолжи со функционирањето, дали ќе се уназадуваме или треба да се унапредуваме. Ако ние за 4 години до сега стоиме во место, тапкаме, кај ќе бевме, и ако можеш еден амбасадор бивш, што беше до сега само лиш Богар, во присуство на медиуми и на присуство на наши локални функционери и градоначелник, да им каже отворено во очи: ние финансираме проект на Сдруженијето Извор, но вие треба да продолжите во насока на одржливо управување и да даете свој прилог во сето тоа. Значи, ние ги повредуваме и правилата и законите на Европската Унија, која што финансира, инвестира во нас. Значи, не знам колку ќе се разбереме, нека разберат локалните власти понатаму како ќе работат, како ќе функционират, дали граѓанскиот сектор ќе им биде некоја сопка или пак ќе биде пружена рака за понатамошна соработка и унапредување во целост, во сите сегменти на живење. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.